11-та година поред, групата Crossroad Blues Band од Прилеп ја започнува својата турнеја на поранешните Ю простори. Повеќе околу ова гостување, кое што треба да започне на 10 август, ќе ни каже фронтменот на групата Александар Дворчанец, Сале. Сале, пред се добре дојде во ова твое најново интервју за порталот Инфокомпас. Фала на поканата. Како што кажавме во најавата, ја започнувате вашата 11-та поред турнеја во поранешните Ю простори. Да, ова е 11-та година, значи соред како што одиме на турнеја. Значи секоја година, ова година додуше малци помала ќе биде. Од некои други причини ќе биде малце помала, али ипак се Ю просторите ги фаќаме просторите. Каде се гостувате? Во кои држави? Значи почнуваме со Црна Гора, Босна и Хрватска. Како започна идејата да гостувате во поранешните југословенски републики, кои што се Босна, Црна Гора, Хрватска? Мислиш конкретно за сега или Од почетокот? Па добро, своевремено добивме покана да свириме на, мислам дека го имам тоа кажано, на концерт на Мостар Блуз фестивал. Свиревме заедно со Ана Поповиќ. Не, тој концерт е интернационален концерт голем, значи концерт и познат. Свиревме со Ана Поповиќ, ние бевме као пет група на Ана Поповиќ. И некако тргна тркалото да се врти. И од тогаш почна се да оди заедно. Значи некако и пријателствата, луѓето веќе се најдовме со луѓе кои нормално ги бендисата што ние го работиме и го свириме и почна да не бара. Почна да не бараат, како што не бараат така се поврзуваа свирките си. Тера воз. Една деценија е навистина долг период. Самото тоа кажува дека блузот е баран на тие простори. Да, посебно во Хрватска, Босна е доста баран, Црна Гора исто го има. Србија го има многу. Значи Србија има многу и страшно добри музичари има и има места каде што се свира, али нема пари. Како сте прифатени како група од Македонија? Одлично. Одлично, мислам дека она што го гледаме на филмојне. Звездите како ги прифаќаат, така исто и за нас. Сега негде има, значи сегде има луѓе, али во повеќето случаеви не прифаќаат како звезди. Буквално како звезди. Рековме 8 дена ќе трае оваа турнеја, кои се места ќе бидат посетени? Значи почнуваме со Подгорица, после одиме на гитаријадата во Мостар. Значи таа веќе петта поредна нивна. Петта поредна нивна гитаријада Пут за југ се вика. На незе настапуваме како ревијални гости. Значи не сме во тој такмичарски дел, како во ревијалниот дел свириме. Од Мостар заминуваме за Требиње. Тука прв пат ќе свириме тој некој си андерграунд клуб бајкерски. Ни оди со бајкери што да биде. И од тука заминуваме за Трпањ, Бетула, старо добро место, мислам. Тука немам збори, значи тоа ти е нешто фантастичен простор, фантастично место. Од Бетула Читлук и после Читлук е фестивал, значи Evergreen фестивало. На него тој веќе не брка 2-3 години и никако не можеме да се погодиме со датумите. И сега се погодивме конечно, свириме таму на Evergreen фестивал. После тоа одиме за Метковиќ беше. Метковиќ прв пат ќе свириме, значи тука до сега немаме свирено. Од Метковиќ свириме во Комин, Опузен и Номче. Дали освен југословенските простори сте размислувале да настапите во другите европски држави? И дали сте настапувале накогаш? Знаеш како, имаше некои си преговори, кои лично ја ги водам. Значи, јас сум као менаџер на бендов, наводници као менаџер. И ги водам тие разговори со некои луѓе што се од странство, значи Полска, овие поблиску што не се да речем, Романија, Чехословачка, поблиску. Ајде условно речено поблиску. Праени се муабетите. Се е окей. Ки бендисува бенда. Чак имаше понуди некои си од Естонија беше. Значи типот беше загрен да не викне во Естонија, кога му ја кажат цената, свеста му се зеде. И сега кога нешто нако ќе направиш пресметка, колку сето тебе би те коштало да подиш до таму е стварно многу. Значи еве да свириш и за без пари, што се вели зборо, треба пари да подиш до таму. Значи ипак немаме поддршка. Буквално никаква. Од никого. Од локални бизнисмени кои ни помагаат.
Значи наши пријатели сега, се знаеме и знаеш како малце звучи неблагодарно, одиш го молиш за пари. Дај да ја завршиме работава. Ова година, секоја година нас ни помагаше некој. Значи имаше секоја година некој да ни помогне во таа турнеја, да испечатиме мајци, цедина, да испечатиме, да ни плати дел од пато или било како нешто да се деси. Ова година одиме сами. Значи одиме на свој трошок, буквално на свој трошок, мада сме во преговори со општина Прилеп. Се надевам дека ќе биде секој што треба, дека ќе ни излези во пресрет општината. Што не знам. Чекаме, ќе видиме, ќе знаеме понеделник. Освен значи настапите во странство, гостувате и во многу клубови тука во Македонија, каде може да ве најдат вашите фанови? Ова година е малце некако чудна година за нас, заради тоа што мислам јас конкретно, лично за мене, јас од мене тргнав. Свириме во Tech 5, баш сега што го давам интервјуто. Значи во Прилеп се свириме во Tech 5. Тоа е окей, секој што треба. Ова година свиравме исклучиво на фестивали. Значи, исклучиво на бајкерски фестивали. Во Македонија? Во Македонија. Каде се, колку фестивали? Се свиреше во Кавадарци, се свиреше во Дојран, ќе се свири овде за нашите, за рисовите ќе се свири. Има уште некои преговори конкретно за бајкерски фестивали. За ово кафичи не. Престанав да ги барам. Реков, ај вие побарајте на мене. Оти, мислам, вие доволно знаете каква е ситуацијата на македонска музичка сцена, дека е за никаде. Значи, буквално за никаде македонската музичка сцена. Не можеш пазарот да биде како што треба. Не можам цена да си постигнам за својот бенд. Шо, мислам дека вреди на некој начин, ајде, да не бидам, не знам каков. Зошто тоа е така? Зошто не може да се постигне добра цена за добар бенд? Односно не се цени квалитетот, сакате да кажете? Не. Има доста многу бендови пред се. Значи има доста деца, ние сме стари. Ајде па да речем стари, пак се 22 години многу. Има многу деца кои свира со една гитара и една пејачка. И свири за некој символична, за некоја символична сума. На газата многу му е гали, има музика, така? И сега тој не може да викне бенд од 5 мина, кој ние идиме со опрема како руска армија, и треба да не плати, фала Богу, многу повеќе од колку тие двајцата таму што му свират. И фактички, не дека не се добри. Одлични се, Чупето си пеј прекрасно, сега кажувам, ова без везе. Си пеј, гитарист одлично свири, се е во ред. Ама, чекај малце. Мојот влог и вашиот влог не оди некако рамништева, не скалилава не оди. Значи во Македонија постоа бендови кои свират стварно страшно. Суперхикс, ги знаеме сите Суперхикс. Суперхикс не свира. Свира надвор од Македонија. Значи ние и тие свириме надвор од Македонија. Како што претходно спомнавме, 22 години сте единствената блуз група во Македонија која што континуирано постои без промени. Да, буквално, да. Без промени. Во каква смисла промени? Промени за нема пауза. 22 години континуирано го свирите блузот. Да, буквално 22 години без престан. Се свири, сега дека ќе не викна. Значи први ние баравме, сега бараме, се нека не вика. Дали составот на групата е истиот или во текот на овие 2 децении се менувал? Ами се менуваш, составот се менуваш. На Искросел Блузбер поминаа многу музичари. Значи имаше, баш се смеевме за тоа кога ги броевме тапанарите. 8 тапанари имавме сменати. Значи 8 тапанари и на крај остана првиот тапанар што почна со нас. Значи Зоки си првиот тапанар и си остана прв тапанар. Од разни причини не беше присутен Зоки, али окей. Си се врати човекот назад, кај што си припаѓа. Имаше саксофонисти, имавме 3 пејачки, придружни вокали. Се менуваа басисти, се менуваа гитаристи. На крајот, знаеш, онака некако се склопи бендот, некој си дојде на својот ред. Сега си сме. Значи јас, Нешковски Бранко, Зоки Настевски, а Александар Шиловски ти е моментално посебна приказка за себе. Детето си се усречи, се ожени, си доби дете, живее во Скопје и сега малце му е него пато терсене за идење. На него место го зазеде неговиот учител Чичко му Шилото. Свири Шилото со нас, додуша кој ќе може и малио иди. И Давид, значи Давид Нешковски, син му од Бане, кој праеше паузи неколку
не свиреше со нас, па свиреше, не свиреше, па свиреше. Ево сега пак свири со нас. И баш сега ова турнеја Бане нема да иди со нас, бидејќи не може да иди од други причини. Давид ќе биде, значи да речем како да главната гитара во бендот. Практично за овие 2 децении огромен број на музичари кои што биле во Прилеп истакнати поминали низ Crossroad Blues Band. Буквално е така. Значи во буквална смисла е така. Некои музичари веќе свира во познати бендови. Значи еве Гоце ќе го спомнам. Гоце свиреше бас од гимназија, дете како дете имаше гимназиски бенд, почна со Crossroad, сега свири со Фолтон. Значи во добар бенд отиде детето. 2 децении, 3 албуми. Последниот беше Градско дете. Да, Градско дете беше последниот албум. Сега временските прилики, неприлики, сите ги знаеме, политички, вакви, такви, онакви, доведо до тоа да ние малце стагнираме во врска со творењето наше, мада имаме песна нова, значи текстот е напишан, музиката е напишана, сега се чека вистински момент да се седне истото тоа да се склопи и се снима, да е одма. Не е никаков проблем. Значи ние можеме тоа да го направиме во еден ден, али треба да се соберем. После оваа турнеја, летната, дали имате планови за други гостувања и каде? Ја тоа го обавестив и бендо, еве сега јавно ќе се знае дека никогаш нема направиме зимска турнеја. Ова година планирам да направам зимска турнеја и то доста голема зимска турнеја, исто низ бившите ју простори. Сакам да се оправам. Имам сознанија, добри сознанија дека зимо доста локали работа фул и дека може да се плати добро, бидејќи сега ипак сме ние музичари е представуваме државата или свириме за пари. Така? Остварени се веќе контактите со некој? Да. Тоа е сигурно. И рачунам зимска турнеја да направи Crossroad Blues Band, прва зимска турнеја во 22 години. Сега како ќе биде Господ на помош. Уште нешто од екипата на Инфокомпас да имате успешна летна турнеја и да ви се остварат вашите желби за првата зимска турнеја. Ви благодарам многу и фала што стално идите во пресет на Crossroad Blues Band, мислам единствени сте. И многу ви благодарам.